Еве нешто што не сакате да го слушнете во јануари. Секоја година во овој период сите одеднаш се чистиме. Детокси со сокови, чаеви, куп суплементи, нека биде што е можно поекстремно. И стварно се прашувам, како точно мислите дека функционира тој детокс? Замислен детокс. Дали телото го замислувате како, не знам, затнат одвод што чека некој да му истори зелен сок за да се прочисти? Ако навистина ни требаше детокс после неколку недели јадење, ние како вид одамна ќе изумревме. Црниот дроб, бубрезите, цревата не чекаат да дојде јануари, тие работат 365 дена и не им треба некој сок што ќе не држи цел ден во тоалет. Тоа што со тие детокси одите 5 пати во тоалет не значи дека се прочистувате, значи само дека си ги дразните цревата, ништо повеќе. И после се чудиме зошто по 2 недели губиме волја и зошто немаме дисциплина. Не. Немате проблем со дисциплина. Имате проблем со нереални правила. Гледаме еден куп луѓе што трчаат само за согорување калории, а го мразат апсолутно секој чекор. Или преку ноќ испрлат се што им е вкусно. И после мислат дека проблемот се тие. Не сте проблемот вие. Само сте си го отежнале животот без никаква потреба. Јас лично го сакам јануари, ама не како месец за казнување, туку како месец за враќање во нормала. Вистината можеби е досадна, ама ќе ја спомнам затоа што функционира. Редовни оброци, протеини во секој оброк, зеленчук барем во еден оброк, ако не и во 2, малку повеќе движење и многу битно, редовен сон што ќе ви биде рутина. И да знаете дека нема ни детокс, нити некој предизвик од 30 дена или колку и да траат, што ќе го замени сето ова. Нова година може да биде одличен нов почеток, само престанете да мислите дека мора да страдате за да заслужите некакви резултати. Резултатите доаѓаат од тоа што го правиме најчесто. Не од тоа што го правиме кога сме очајни или во детокс од 10 дена. Знам дека многу нема да се согласат со ова, ама ајде да чекаме коментари.